8 часот и 40 минути време за малку хуманитарни настани, да ја разбудиме хуманоста во секој еден од нас и со нашето малку да направиме многу за кого во моментов е навистина неопходно. Еден прекрасен настан кој што утре ќе се случува во Средното угостителско училиште Лазар Танев не поттикна денеска на гости да ги имаме директорот на ова училиште Небојша Вуковиќ. Добре ни дојдовте и една од оние хумани дами кои што со години на нашите медиуми ја гледате, Жане Снежана Ангеловска од хуманитарната организација Ангелчиња. Драго ми е што говориме, имаме минути за хуманоста и за нешто што утре ќе се случува во Средното училиште. Директоре, повелете. Најнапред благодарност до вас, до Алфа телевизија и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Училиштето е една средина во која што најзасегнати сме со здравјето, животот и со знаењето на децата. И сега ова е еден момент кој што се изгради во целост и покрај еден момент што го работи училиштето од професионален аспект, да се вгради тука и хуманиот аспект, па утре треба да настапиме на терен и да видиме како тоа ќе го извршиме до крај. Станува збор за еден настан што се нарекува Сладка мистерија. Треба да најдат своја презентација објектите од стопанството, значи угостителско-туристичките објекти, кои што ќе донесат своји торти и колачи и тие ќе бидат дадени на продажба. Средствата од продажбата ќе одат за едно детенце кое што се лекува во Словенија и во Србија и треба да помогнеме таму каде што е најпотребно, нели? Така. Идејата е одлична, уште и доколку не излезат во пресред сите оние кои можат и кои за нив ништо не представува особено, би било навистина прекрасно да поентираме. Жане, долги години во хуманитарните настани, долги години помеѓу луѓето. Како Ангелчињата се вклучија во овој настан? Добар ден, председавачите гледачи, и благодарно за терминот кој ни го ослободивте. Ангелчиња кога со години назад, скоро 15 на години, организира хумани настани кои вклучуваат с оглед на мојата љубов спрема тортите, изложби на торти, надпревари на торти. Пред се вклучивме во овој настан на покана на директорот Небојша Вуковиќ. Со задоволство ја прифативме поканата да го споделиме нашето искуство годините наназад. Овдека најнапред би упатила јавна благодарност до градот Скопје за поддршката која ја даваат на оваквите инвенти. Тие се наши соработници години наназад и драго ми е што се продолжува соработката заедно со училиштето, како надворишни фактори, како хуманитарна организација, со задоволство секогаш ќе бидеме вклучени во нивните инвенти. Затоа што не само што испраќаме порака дека треба да сме хумани и да ја пробудиме хуманоста, затоа што според мене секој човек е хуман. Само хуманоста треба да се пробуди во него. Голема благодарност и големо браво за училиштето и нивната иницијатива да го превземат овој настан и да упатат порака на нивните деца, затоа што баш во тоа училиште тие деца се оформуваат и стануваат зрели личности кои ја учат хуманоста, кои учат да даваат, да земаат, да се оформуваат како вредни граѓани на ова општество. Би сакала јавен повик да упатам до сите стопанства во нашава држава да бидат вклучени, затоа што сите вработени во училиштето и сите надворишни фактори кои се вклучуваат во работата на тоа училиште прават кадри за нив. Значи, они се само извршители, како што пред малку во еден разговор кажа директорот. Значи, ги замолуваме да се вклучат. Тоа малку што они ќе го дадат на ова детенце ќе значи многу. Меѓутоа и соработката мора да продолжи понатаму. Така е.
И кога станува збор за лекување, особено за некои диагнози кои не чекаат и не се, да речеме, временски така лабави, многу е битно да ние со еден ивент ги собереме неопходните средства, да нема потреба да правиме 5-10 пати настани за да се присоберат средствата, бидејќи за жал може да биде и малку доцна. Колку имаме слух, директоре, ние за ваквите идеи да ги поддржиме? Познати сме како хумана земја, меѓутоа еден голем дел од нас сметаат дека се хумани, но хуманоста почнува и завршува со еден лайк и шер, за жал. Знаете како ми се чини дека тоа е некако ставено на маргините на работењето на секоја една компанија. Добар дел од компаниите се повикаа веднаш на првиот наш повик кога го објавивме дека ќе работиме по основ ново случување, значи несомнено веднаш искажаа подготвеност да учествуваат, меѓутоа имаме и добар дел стопанственици кои што воопшто до нив не допира некаква порака и тука имаме еден сериозен проблем се, не ние, него воопшто како општество. Да. Значи, мислам дека е еден мал дел за секоја една компанија, особено во угостителството и во туризмот, да учествуваат со една торта или со колачи или со нешто што некој друг ќе ги купи и тоа ќе помогне на некого, без разлика сега во случајот станува збор за еден ученик, меѓутоа тоа може да се прошири и на еден поразличен начин во сфера каде што навистина се потребни тие средства. Значи, еве сега повторно покрај Жана, јас најнапред благодарност до неа затоа што не ја докажав идејата кога го нарече да, секако ќе работиме, никаков проблем нема. Браво, Жана. Меѓутоа, тоа би било супер кога би било тоа и во угостителските и во туристичките објекти. Значи, ние ги повикаме затоа што карактерот на нашето работење е таков. Затоа се осврнуваме до угостителско-туристичките објекти и инаку повик и до оние компании кои што произведуваат сладки колачи, нека донесат утре и покрај нивната презентација, тука ќе има и уште еднаш ќе кажам хуман аспект кој што мора да се подржи. Да, значи ги повикуваме сите оние кои што до овој момент не се вклучени. Тоа се компаниите кои што произведуваат колачи, торти, храна и се она кое што може утре да го даде својот придонес во овој голем и убав хуманитарен настан. Дали до овој момент, Жане, е известно колку торти ќе имаме ние утре изложено? Да, до сега се пријавени некаде околу 30 учесници. Тоа не се само компании, него се тоа и хумани луѓе. Поединци, хумани срца. Некои се и членови на хуманитарната организација. Ке ми простиш Сузана, јас би накратко да се надополнам со пораката до стопанствениците. Значи, не завршува моментот утре во 19 часот. Настанот почнува и е отворен за сите граѓани со слободен влез од 12 до 19 часот. Преку ден, во 12 ќе биде свеченото отварање, каде што градоначалничката ќе дојде ќе отвори манифестацијата. Меѓутоа да не завршуваме во 19 часот. Поканата до стопанствениците е да континуирано отворена. Да помогнат на училиштето, не мора со торти и со колачи. Нека помогнат да ги опремиме кујните. Нека помогнат да дадат намирници за децата повеќе да вежбаат. Значи да не се затвараме со утре до 19 часот. Него да продолжиме да работиме во текот на целата година. И да ги повикаме сите деца, највеќе деветоделинците од основните училишта. Јавно ги покануваме да дојдат утре да видат што се работи во училиштето. Затоа што утре може би требаше да биде тајна, меѓутоа може да видат да дојдат каков експонат изработуваат децата од угостителско. Со огромната гигантска торта која ќе биде поделена или откупена од некој од присутните гости. Ги покануваме да дојдат сите. Браво. Слободен е влезот. Јас би сакал само да, мислам да не заборавам, да искажаме да благодарност до град Скопје, до градоначалничката Даниела Арсовска и до два универзитети кои што ни се приклучуваат континуирано во работењето и искажа подготвено сега и утре да помогнат во работењето. Тоа е Факултетот за туризам и менеджмент во Скопје и до ректорот Аци Миленковски и до Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Дочев. Посебен поздрав
и благодарност до деканката Татјана Бошко. Секако се служуваат сите кои ја даваат својата поддршка. Има ли директори интерес се уште за ова училиште како во минатото? Денеска сите би сакале да работат некоја модерна професија во светот, но угостителството е нешто кое никогаш не излегува од мода, така? Па, се повикуваме на традицијата, живееме за современите трендови, значи готварството, послужувањето, пекарството, сладкарството. Гастрономијата воопшто. Вкупната гастрономија, значи е она кое што е дел од живењето, не може никогаш да се намали интензитетот за интерес кога станува збор за нашите ставови, меѓутоа кај учениците сега ни е повторно еден повик и до основните училишта, утре нека дојдат да видат што се тоа значи во живот како функционирање и што се може да значи како еден придонес во натамошниот живот нивни. Значи, ги повикуваме во јуни месец да ни се приклучат во нашите клупи па да видат како тоа овој се одвива ке нас. Еве сега јас малку и за тој дел, значи училиштето оваа година направи сериозен чекор напред. Направивме еден меѓународен пристап кој што на балканско ниво веќе значи поддршка од 11 држави. Сега имавме патување за Франција, па наши колеги отидоа таму и направија соработка со училиште во Дижон. Не подржува еден универзитет од Атина, од Грција, па значи долга е приказната што се случуваше оваа година. Ова се само да предизвикаме интерес кај малите наши генерации да ни се приклучат во нашите клупи и да видат што се работи. Одлично, навистина супер. Отворена покана е месец март привршуваме. До јуни верувам дека многумина веќе ќе имаат созреано одлуки каде и како ќе го продолжат средното образование, но не е лошо и да ве посетат уште утре на настанот помеѓу 12 и 19 и учениците идни и родителите и сите оние кои не биле никогаш гости во средното угостителско училиште. Жане, кој е начинот на кој што од овој момент па натаму можат да се пријават сите кои што во моментов донеле таква одлука? Отворена е поканата и во средното училиште и на нашите профили од хуманитарната организација и од на мојот профил. Исто, значи, слободно може да се пријават, затоа што приказната на Сладка мистерија не завршува тука. Во преговори сме да продолжи во октомври на едно меѓународно ниво, така да приклучете се на еве сега почеток нешто основно, па во октомври ќе ве поканиме и на тоа поголемото. Жане многу тајни ни искажа денеска, меѓутоа како и да, значи имаме амбиции, имаме идеи. Со овој сустав се надевам дека ќе се реализираат. Голема е поддршката на градот од секогаш била. Ние постоиме као здружение 20 години и 20 години. Градот Скопје без разлика на која гарнитура била. Ја препознавале работата и хуманноста на организацијата и секогаш не поддржувале. Затоа и на почетокот кажав јавна благодарност до целиот тим на град Скопје кој на училиштето ја даде комплетната поддршка и ги повикам сите хуманитарни организации, сите асоциации кои имаат добра волја, кои сакаат да бидат дел од соработката со ова училиште да се приклучат. Така, одлично е отворена покана, утре убав ден, вторник, верувам дека сите хумани луѓе, организации, стопанственици кои што сакаат да бидат дел од овој убав настан хуманитарен, пред се да помогнеме на едно младо момче да се лекува и да добие добар квалитет на живот, да бидат присутни, да придонесат со своите колачи, торти, што и да е за да добие на тежина овој настан и да се соберат неопходните средства. Ви благодарам многу што бевте наши денешни гости. Верувам дека ќе успее и екипата на утринската да стаса таму па да видиме што се случува и да покажеме на нашите гледачи. Поканата е отворена секако и до вас. Вие секогаш сте ги поддржувале овие настани. Благодарам. Со задоволство да очекуваме и благодарност и до вас секако за остапеното време.